Прво, ние поднесовме и тоа до некаде имплементирано во законите за отпад пакување, дека при поднесување на завршна сметка треба да достават потврда дека некаде платиле за тоа што го сработиле, ако се во прехрана, во пијалаци и така натаму. Тоа е едната можност. Втората можност е, и тоа стои во законот, сите малопродажни места, значи супермаркети, продавници, аптеки, бела техника, на своите добавувачи да им побараат потврда дека, и тоа е економска мерка, да речеме, што ќе ги принуди да се регистрираат, да им рече не продаваме више ваши производи дека не покажете дека сте некаде члени, дека сте платиле минатата година. Секако доминантна и примарна е функцијата на пазарниот инспекторат, меѓутоа тука треба да се вклучат и другите правни субјекти како Стопанската комора на Македонија и други Министерството за животна средина да афирмира или преку овие регионални комори што има да се организираат состаноци кај што ќе се елаборира оваа тема и проблемот дека треба да се вклучат сите што повеќе компании за да не биде му дискриминаторска положба оние што се вклучени да плаќаат. Во законот стои дека задолжително при завршната сметка треба да се приложи и потврда за исполнување на обврските, односно потврда за уплатен на доместок согласно со количината што ја пуштиле на пазарот производителите. Дали ќе се применува, треба сепак да се провери тоа во управата за јавни приходи, бидејќи тие се надлежни за завршните сметки. Треба да бидат информирани. Значи треба да бидат информирани за нивната обврска. Сега тоа информирање ние го правиме као постапувач толку колку што можеме да постигнеме. Министерството за животна средина исто така го прави со нивните инспекцијски служби.